По повод 75 години од конечното ослободување на градот, денес во Гостивар беше организирана свечена манифестација. Прославата за денот на ослободувањето 18 ноември помина со историски осврт, богата културно-уметничка програма, доделување на признанија и плакети на поединци и организации, како и награди на ученици. Одбележувањето традиционално го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар, во соработка со Основното училиште Единство. Денес го одбележуваме најзначајниот ден од историјата на нашиот град, кога за прв пат беше вистински ослободен, а со тоа се создада услови за слободен живот во слободна Македонија. Од тој 18 ноември 1944 година нашиот град пулсира како слободен град и се движи по патеката на својот постојан развој. Професорката по историја во Основното училиште Единство Катица Аврамовска пред присутните прочита реферат со акцент на последните ослободителни акции од НОБ и пожртвуваноста на борците. Со успешно завршените акции на ослободителните сили, единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, градот Гостивар на 18 ноември беше ослободен. Радоста на граѓаните беше голема, затоа што тој ден го означи крајот на окупацијата, крајот на мракот, а почетокот на новиот слободен живот на Гостивар, кој што беше предпоследно непријателско упориште пред конечното ослободување на Македонија. Културно-уметничкиот дел од манифестацијата го исполнија основците од училиштето кои својата љубов и почитта кон родниот град ја искажаа преку песни и рецитации. Празнувањето на 18 ноември секоја година опфаќа и доделување на плакети и признанија на поединци и фирми кои ги поддржуваат активностите на Сојузот на борци. Меѓу добитниците годинава беа локалната самоуправа на Гостивар, градоначалникот на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, Сдруженијето на пензионери и други. Исто така беа доделени и дипломи за најуспешните од литературниот конкурс по повод 18 ноември. Дипломи добија учениците Костанца Билбиловска, Румен Аврамовска и Марија Милошевска, со менторите Андријана Страшевска и Боге Димитриевски. Одбележувањето заврши со положување на букети цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОБ.